Затоа, во старт како јавна установа меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп, ја демантираме Стериовска Локвенец и ја известуваме јавноста дека новиот текст на Законот за социјална заштита се уште е во собраниска процедура и очекуваме негово брзо донесување. Но никако во правец на кажаното. Со социјалните реформи и предложениот закон не се кратат, туку се унапредуваат правата на лицата со попреченост и тоа преку неколку основни начела. Начелата се внесени во текстот на новиот закон и имено член 15 вели дека начелото за еднаков третман и недискриминација е како првоосновно начело. Во член 17 имаме начело за партиципативност, член 18 начело за индивидуализација и член 22 начело за најдобар интерес. Социјалната реформа се воведува со две целосни нови услуги за лица со попреченост. Имено, првата е лична асистенција и втората е домашна нега. Правото за попреченост се проширува и за лица со интелектуална попреченост, додека додатокот за плата за скратено работно време за родител кој чува дете со попреченост се зголемува за 50% од пресечната нето плата. Посебниот додаток за истата оваа категорија за поддршка на биолошките семејства кои имаат деца со попреченост се зголемува за 15%. Вредно е да се слушни дека се воведува и така наречен траен надоместок за родител, кој се грижи за дете со попреченост до неговата 26 годишна возраст, а при тоа без да го има истото сместено во некој од институциите во државата. Се прави голема штета, што на пресод се зборува за незнаење или намерно за две различни категории на згрижување на деца со попреченост во згрижувачки семејства и во биолошки семејства, а при тоа не се кажува за нивната разлика и зошто тие примаат различен паричен надоместок. Одговорот е едноставен. Во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Прилеп креираат дезинформации.